Судиите и обвинителите кои не веруваат во судскиот и во Советот на јавни обвинители треба токму таму да пријават доколку некој врз нив врши влијание. Оваа порака ја испратија претседателите на највисоките тела во правосудството. Наместо интегритетот на судскиот совет, Сашко Ѓоргиев го доведе во прашање интегритетот на судиите. Да не се криеле зад анонимната анкета на ОПСЕ и антикорупцијска, туку да соберат храброст да го пријават тоа ако треба и во обвинителството. Во овој случај се доведува во прашање самиот интегритет на судиите. Во состојба кога тие пријавуваат во анонимни анкети, пријавуваат некакви вакви аномалии, а од друга страна да не ги истакнат таквите аномалии, значи на некој начин се припишуваат сами на себе дека нема доволно храброст. Значи, апсолутно ги охрабрувам и ги поттикнувам лично кај мене, односно институции како обвинителство и било кои други надлежни институции слободно нека пријават. На идентичен начин одговори претседателот на Советот на јавни обвинители Антонио Јолевски. Според него анкетата требало да се спроведе кај сите обвинители бидејќи така ќе било порелевантно. Прашањето е дали би биле истите резултати доколку сите би дале извештај. По половина не можеме да знаеме дали е само таа половина од делот од незадоволните или не е. Навистина е загрижувачки, не би сакал да вртам лево или десно, е загрижувачки заради тоа што сепак повеќе од половина да не веруваат од анкетираните. Не е вред како податок. И додека советите сакаат да лоцираат вина, ама таа да не биде кај нив, анкетата на ОПСЕ и антикорупцијска покажа дека ниту судиите, ниту обвинителите им веруваат на невисоките органи во правосудството. Над 70% од анкетираните не се согласуваат дека судскиот совет е заштитник на независноста на судството. Од друга страна, дека Советот на јавни обвинители ја гарантира независноста и непристрасноста, не мислат дури 58% од анкетираните обвинители. 56% не веруваат дека членовите независно ги носат одлуките, а точно половина не гледаат дека Советот ја штити самостојноста на обвинителите.